Денеска општина Кочани организираше работна средба со представници од бизнис секторот, од регионалната стопанска комора, Министерството за образование, Агенцијата за вработување и од средните училишта, на која беа презентирани придобивките од реализацијата на проектот Учи паметно, работи стручно, подржан од швајцарската влада од ресорното министерство. Концептот за дуално образование во двете средни училишта во Кочани покажа одлични резултати и голем одзив кај стопанските субјекти изминативе 2 години од како се спроведува, а во кој се вклучени 60 на локални компании. Од одделението за јавни дејности во Кочани истакнаа дека учениците преку дуалното образование имаат поголема можност за практична настава директно на работните места, со што обезбедуваат квалитетни вештини, што се неопходни за квалитетен ангажман веднаш по формализирањето на средното образование. Работата на подобрување на средното стручно образование со цел да се креира квалификуван и стручен кадар, што ќе одговара на потребите на пазарот на трудот, ќе зголеми вработливоста кај младите во нашата општина. Во Кочанските средни училишта веќе втора година се реализира, значи е воведен концептот на дуално образование, кој се спроведува во партнерство на училиштата со локалните компании и кој подразбира повеќе практична настава за учениците директно на работно место, помалку изучување на теорија, што пак овозможува стекнување на квалитетни и потребни вештини за обезбедување на соодветни работен ангажман веднаш по формализирањето на средното образование, но тоа е сепак и добра основа за понатамошно високо образовна надградба. Самиот процес Учи паметно, работи стручно ја потврди потребата од соработка на помеѓу образованието и стопанството, и тој се повеќе ги зближи представниците на локалните компании, средните училишта и локалната самоуправа. Денес 27 приватни компании веќе имаат склучено договор со средното училиште Љупчо Сантов, а 17 со Гошо Викентиев. Меѓутоа има уште 17 кои што пријавиле интерес за оваа соработка. Тоа значи дека 60 на компании имаат потреба, чекаат на обучен стручен кадар што ќе излезе од Кочанските средни училишта. Но на потребата од идентификување и отварање на одредени профили и паралелки во средните училишта, ние, одговорните за образование во општина Кочани, гледаме како на прашање кое што бара постојано афирмација и актуелност. Токму затоа и овој денешниот настан. Се надевам дека оваа најава како краток сублимат на процесот Учи паметно, работи стручно е доволна да не воведе во денешниот настан, од кој очекуваме да се дадат насоки за нашето понатамошно дејствување. На денешната работна средба присуствуваше и градоначалникот на општина Кочани, Љупче Папазов. Сакам да го изразам моето задоволство од функционирањето на еден ваков начин на учење преку стручна работа и градење на кадри кои се стекнуваат со знаење и вештини во текот на своето образование, кои можат да ги применат во и понатамошното студирање и учење и надградување, и ако се вклучат после завршувањето на средното образование во процесот на работа во локалните компании, да го дадат својот максимален допринос. Примерот на 5 дуални паралелки восстановени во состав на двете средни училишта, во средното машинско, односно техничко училиште, во постоечките струки функционираат 3 дуални паралелки кои репродуцираат кадри потребни за компаниите и генерирани се тие струки по ваши сугестии, по ваши барања, и сметам дека во иднина ќе излезат кадри кои ќе ви бидат корисни и ќе дојдат стручни, обучени луѓе кои може да ги извршуваат своите обврски во текот на работниот процес. Инаку, според планот на запишување на нови ученици за наредната учебна година, во средното општинско училиште Љупчо Сантов има формирано 2 дуални паралелки за профилите бизнис администратори, хемиски лаборант и техничар, а во средното општинско училиште Гошо Викентиев се планирани 4 дуални и 1 комбинирана паралелка.